Вработени во Центарот за социјална работа Куманово, членови на синдикатот на УПОС денеска преку собир пред институцијата дадоа поддршка за колешката од Прилеп, која што беше ранета со огнено оружје во просториите на Центарот. Кумановските социјални работници апелираа до надлежните да им обезбедат подобри и побезбедни услови за работа, а нападот врз нив да се третира како напад врз службено лице. По иницијатива на колеги други од цела наша Македонија, со длабока загриженост се примиве веста за нападот врз колешката од Центар за социјална работа Прилеп, што уште еднаш ги истакнува ризиците на кои се изложени социјалните работници, не само социјалните работници, сите стручни работници кои работат со категорија на најранливи групи. Центар за социјална работа има клучна улога во општеството, работат со најранливи групи на граѓани, вклучувајќи лица со нарушено ментално здравје, мада тука се вклучени и здравите луѓе кои се незадоволни од решенијата кои ги добиваат. Често резултира ситуации кои можат да бидат непредвидливи и опасни, како што видовме и опасни по живот. Вработените на центрите секојдневно се соочуваат со ситуации на насилство, стрес и психолошки притисок. Овој инцидент е потсетник за сите нас на опасностите и предизвиците со кои се соочуваме секојдневно при извршување на нашата работа, зашто и од порано се запознаени надлежните институции. Денес сме излезени на собир да изразиме поддршка до нашата колешка од Центар за социјална работа Прилеп со надеж дека ќе се опорави што поскоро и воедно да апелираме до надлежните институции да обезбедат подобри и побезбедни услови за работа. Ваквиот напад треба да се третира како напад на службено лице, што во овој случај кај нас не е така. И покрај тоа што сме јавни службеници. Потребно обезбедување во центрите за социјална работа и поради ризиците за кои се соочуваме со секојдневната работа, сметаме дека е неопходно да се обезбеди и додаток на плата, бидејќи работиме со ризична група на луѓе. Министерството за социјална политика, демографија и младија известува јавноста дека го осудува секој чин на насилно однесување или било која друга форма на однесување со која физичката и психичката состојба на вработените во центрите за социјална работа е ставена во ризик. Земајќи ја предвид сензитивноста на работните задачи на вработените во центрите за социјална работа, кои се секојдневно изложени на ризик по сопственото здравје и живот, а во насока на нивна заштита, Министерството и пред да се случи немилиот настан во Центарот за социјални работи Прилеп ја започна постапката за физичко обезбедување на сите центри и јавни установи за социјална заштита на ниво на државата. Оваа постапка е во завршна фаза, што значи дека наскоро ќе биде објавен и јавниот оглас за јавна набавка. Како Министерство апелираме до сите институции навремено и ефикасно да се преземат дејствија кои се во рамки на нивните надлежности, а во насока на обезбедување на безбедност и сигурност на работните места на сите вработени, се вели во соопштението на Министерството за социјална политика. Царинските службеници во текот на изминатата седмица заплениле поголем број различни производи при извршени контроли на граничниот премин Табановце. Службата за мобилни скенери навлез во државата на граничниот премин Табановце при извршена контрола на камион запленил 9 јакни. 90 електронски цигари биле откриени во фабричка празнина од камион, информираат од Царинска управа. Цариниците успеале да запленат и воздушна пушка со оптички нишан и ласер. Како што појаснуваат, биле пронајдени во багажникот на автомобил со српски регистарски таблички со кој српски државјанин се пријавил за влез во државата на граничниот премин Табановце. Јавната општинска установа Дом за стари лица Зафир Сајто денеска одбележува 69 години постоење и успешно функционирање. Покрај основната дејност на Домот за стари лица, која се состои од институционално згрижување со овозможување на целосна грижа, здравствена заштита и комплетна социјална поддршка, мисијата на управата на домот е подигнување на квалитетот на пружањето на услугите на сместените лица со оплеменување на нивниот простор за живење, како и посебен акцент на преземање на што повеќе активности со цел попријатно и порелаксирано, а пред се активно старење, велат надлежните. Плановите се да бидат реновирани 3 реони во Домот за стари лица, доколку проектот што го изработува општина Куманово заедно со јавното претпријатие Куманово План најде на позитивен одговор, истакна денеска директорот на Зафир Сајто Дејан Стојановски.
69 години, една навистина импресивна и долга историја, повеќе децениска историја на постоење и грижа за стари изнемоштени лица. Како град, како институција можеме да се гордееме што имаме една ваква институција која што е на услуга и на нашите граѓани и на семејствата во Куманово и во, така да кажам, во околината. Сакаме да испратиме порака и до јавноста и до нашите корисници овдека дека тука сме за нив, дека едноставно постојат најразлични животни патишта каде што неминовно е да постојат ваков тип на институции и од тие причини, значи, сакаме таа порака да биде пренесена најхумано и најпозитивно, дека едноставно потребата од постоење на ваква институција практично е оправдана и тоа е оправдано годините наназад од незиното постојање. Благодарејќи на таа долга историја, нели, пред се треба да бидеме благодарни на нашиот сограѓанин Зафир Сајто, по кого што и нашата институција го носи името. Значи, пред цели 70 години тој се одлучил да ја даде својата куќа како донација на градот. Практично низ годините после раслела едноставно потребата од една ваква институција и 70-тите години од минатиот век започнала со изграда една ваква модерна институција каде што сме сега ние и нели, ние имаме сега една институција која што има 170 лица и преку 170 лица капацитет. Низ годините, како што реков, раснела. Значи, Домот за стари лица Зафир Сајто од Куманово, значи од 80-та година бил со капацитет од 110 лица. Меѓутоа, како се менувале потребите, се менувале и менаџерските структури, значи едноставно ја препознавале потребата од растење на еден ваков тип на институција и значи еве од 110 лица ние практично сега сме со капацитет од 170 лица. Она што е правено минатата година и претходните години, секогаш во фокус, пошто ние не сме институција која што профитабилна, секогаш во фокус било да едноставно условите да бидат подобри. Од материјална гледна точка, значи сме работеле на реконструкција на соби, сме набавувале мебел, техничка опрема, значи се она што значи подобар и поквалитетен живот. Значи кујната како таква ја реновиравме вкупно до сега, значи последниве 4 до 5 години се реновирани над 35 соби во домот. Минатата година особено беше успешна во поглед на тие набавки и во подобрување на условите, затоа што го надградивме системот за соларно снабдување со загревање на затоплување на вода во домот, набавивме опрема за нашиот персонал, купувавме некои апарати и машини кои што се потребни за институцијата, така да ете постојано од година во година условите ги правиме да бидат подобри. Би сакала еве да споделам со јавноста една информација дека влезени сме во еден потесен круг на проекти кои што општина Куманово ги изработува заедно со јавно претпријатие Куманово план. Тоа е нешто што искрено се надевам дека ќе најде на позитивен одговор и дека ќе бидат усвоени тие проекти и практично тука би се реновирале три реони во домот и на тој начин целосната внатрешност од домот би била изреновирана, значи во целост и онака како што треба да биде. Во духот на солидарноста и општествената одговорност, компанијата Бучен Козјак од Куманово донираше 1 милион денари за помош на настраданите во Кучани. Средствата се уплатени на сметката на Стопанската комора на Македонија, која ја организира оваа хуманитарна акција. Во овие тешки моменти најважно е да бидеме заедно и да си помагаме. Веруваме дека со заеднички сили ќе им помогнеме на оние на кои им е најпотребно, стои во објавата на Бучен Козјак. Министерот за здравство Арбен Таравари на денешната пресконференција информираше дека во моментов во државата се лекуваат 23 пациенти кои беа повредени во пожарот во Кучани, а повеќе од 20 се пуштени на домашно лекување. Бројот на пациентите кои што се лекуваат во странство сега е 113. Таравари кажа дека пациентите кои се сместени во приватната клиника Систина се во стабилна состојба и дека во наредните денови ќе информираат кога ќе бидат пуштени дома. Во првите 24 часа по враќањето од странство, како што е предвидено по протокол, оние пациенти кои што се враќаат во земјата ќе бидат сместени во некои од клиниките каде ќе треба да бидат под надзор, рече Таравари.
Учениците од машинска и сообраќајна струка кои што учат во државното средно училиште Регионален центар за стручно образование и обука Киро Бурнас во Куманово, во придружба на своите наставници, изминатиот викенд го посетиле 56-тиот меѓународен саем на автомобили и 17-тиот меѓународен саем на мотоцикли во Белград, стои во објавата на Facebook. На саемот учениците имале можност да ги видат новите видови на мотоцикли, мопеди, скутери, резервни делови, опрема и додатоци, представувањето на достигнувањата на светската мотоиндустрија, придружната опрема неопходна за безбедно учество на мотоциклистите во сообраќајот, симулатор за превртување на возило за време на несреќа, како и 105 автомобилски брендови и речиси 180 нови производи на автомобили. Примерот на државното средно училиште Киро Бурнас од Куманово би можеле да го следат и останатите училишта во државата, кои што имаат запишано голем број на ученици во машинска и во сообраќајна струка. Планинарско-спортскиот клуб Поларис реализираше успешна акција за пошумување на ридовите околу манастирот Свети Георги во селото Белјаковце и црквата Свети Ѓорги. На акцијата за пошумувањето учествувале 40 на членови на клубот и биле засадени 500 садници околу манастирот. Идејата за пошумување околу манастирот во селото Белјаковце ја имавме веќе некое време, ама поради зимата и поради временските услови не успеавме да ја реализираме. Дента имавме 500 садници, 300 зимзелени садници и 200 садници јасен, кои што успешно ги засадивме околу манастирот и на делот од ридот кој е спроти манастирската црква, изјави Бован Стефановски, председател на ПСК Поларис. Стефановски изрази надеж дека садниците ќе успеат и дека заедно ќе остават еколошка трага во годините што доаѓаат и за идните генерации. Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини објави јавен оглас за финансиска поддршка за потрошена електрична енергија за 2025 година наменета за лица кои спаѓаат во категоријата ранливи потрошувачи на енергија. Финансиската поддршка е наменета за следните категории граѓани: домаќинства со едно или повеќе деца со попреченост, корисници на посебен додаток согласно Законот за заштита на децата, чиј вкупен нето доход во 2024 година на месечно ниво не го надминува износот од 42.000 денари за домаќинство со 2 члена, 60.000 денари за домаќинство со 3 члена и 80.000 денари за домаќинство со 4 и повеќе члена, и за згрижувачи кои згрижуваат едно или повеќе лица во своето семејство и се корисници на надоместок за згрижување согласно Законот за социјалната заштита, при што нивниот вкупен нето доход на месечно ниво не го надминувал предвидениот праг според бројот на членови во домаќинството, од 42.000 до 160.000 денари. Министерството доделува финансиска поддршка преку намалување на месечната сметка за потрошена електрична енергија во износ од 1.000 денари месечно, сметано од денот на поднесување на барањето. Поддршката ќе се доделува во текот на 12 месеци или до исцрпување на предвидените средства согласно програмата. Лицата кои што веќе користат гарантирана минимална помош и добиваат паричен додаток за енергенси во согласно со Законот за социјална заштита, како и старите лица кои користат финансиска поддршка согласно Законот за социјална сигурност на стари лица, не се опфатени со оваа мерка. Рокот за поднесување на барањата изнесува 30 дена од денот на објавување на јавниот оглас кој беше објавен на 24 март.